да се ситам на тоа, тој немаше дури ни разбирање да ги завршам последните 4 емисии да дојдам до сумата, до бројката од 200 емисии на Чуму. Чуму беше една релативно коректна емисија, добра дебатна емисија, имаше свој рейтинг, но се чини дека мојот газда имаше други интереси 2006 со Груевски, кому му сметаше и Чуму и Александар Чумовски, веројатно трампата е направена. Жртва останавме не, јас не сум жртва. Не, ние останавме жртва како гледачи, останавме покуси за една прекрасна емисија која што беше. Рамковски, ако сакаше да биде до крај, да речем условно осветољубив, не. Тој ми даде друга задача, не ме симна од програма, не ме замрзна, како што би рекол, јас имав нов проект, тој проект го стартувавме. Потоа му текна еден период дека ајде сега да го вратиме Чуму и така натаму, но тоа Вие не сакавте? Не сакав, да. Бидејќи јас една работа која ќе завршам после тоа тешко се враќам на... Ма не може да ве замрзне вас, вие сте сепак бренд, вие може да отидете која сакате телевизија и да... Добро, јас никогаш не сум настапал од позиција или. Еве и сега во телевизијата, еве, вие сами пред малку рековте дека се уважил за инфилтриран тип на ВМРО ДПМН. Ја тоа денеска од два извора го слушам. Не знам дали е тоа истиот извор на СДСМ и на Сорос, но мене ми причинува комплимент ако мисла дека е ВМРО, што значи дека размислувам различно од јатото. Но секогаш и на колегиум изборувам и на помладите колеги, кога станува густо и кога треба да се брани нивниот личен и професионален интегритет, нема сила која може да ме одвои од нив. Дури и по цена да ме етикетира, дури и да ме гледаат со недоверба дека сум ВМРО. Јас морам да размислувам на крајот на гришата контра од генералното мислење, ако ништо друго за да ги мотивирам да прават по-духовни зафати. Еве сега од она најнезгодното прашање кое што можеби нема незгодно прашање. би сакал да чуем од вас дали постои нешто што мислите дека Груевски направи добро овие 5 години? Јас со Груевски на почетокот имав неколку средби. И во едно интервју за Deutsche Welle, бидејќи работам за Deutsche Welle, јас во прашањето го нареков, му поставив хипотетично прашање дали е Груевски новиот политички технократ во Македонија, кој ќе ја менеджира Македонија со тефтерот на природбата, законски, односно нивните програмски цели и со приоритет економија. Кога економијата е приоритет, генерално тоа се менеджира. Тука нема политика. Знаете, умеете или тоа го правите. Оној момент кога тој ја напушти таа логика, тој момент влезе во водите на авторитарна власт. Бидејќи политиката, по логиката на работите, создава митови. Се задоволува суетата на лидерот, се создава митологија во општеството. Јас не го критикувам Скопје 2014 заради спомениците, туку заради кумулацијата на енергијата и заради тоа што мислам дека тоа не е проект за таков приоритет. И дека после 50 години македонско национално чувство, после 20 години македонска самостојност, немате потреба да го стимулирате дополнителниот патриотизам со проекти кои веројатно можат да континуирано да се прават, но може да се прават во наредните 10 години. Зошто е тој вид на... Инаку ме прашате дали има позитивни чекори. Јас ви тврдам дека одредени потези на почетокот во економскиот развој беа одлично смислени. Рамен данок, слободни економски зони, пеглање на фондовските дубиози со фондот за здравство, и она што беше главната поента што не е реализирана, а тоа е создавање на амбиент за привлекување на странски инвестиции. Оние економските промотори? Не, тоа се безврска. Значи, создавање на економски амбиент за привлекување на странски инвестиции. Тоа што Груевски ова власт не го свати, а тоа е дека тоа не оди само по себе и оддално. Вие морате тоа да го гарнирате со основната премиса. А западните капитали доаѓаат и инвеститори доаѓаат само во земја во која претходно на чудниот Балкан мора да стои префикс НАТО. Без тоа, ние ќе останеме сива зона.
Забележав некои новинари се обидуваат да шират малку магла во Македонија и оние мерки на владата кои што се насочени кон зголемување на македонското GDP. Тука мислам на зголемената јавна потрошувачка, се обидуваат тоа да го прикажат како непотребно трошење на владата. Сведоци сме дека Барак Обама ја дигна американската економија со позајмување кај кинезите од 1000 милиарди долари и вложување во американската економија, спасувањето на General Motors, на целата автомобилска индустрија, потоа градењето на патишта и други некои инфраструктура генерално. Тој се обиде да дигне американската економија и тоа му успеа. Исто така се обиде и Груевски. Скопје 2014 90% е всушност поддршка на нашата градежна оператива. Тука си субвенциите. Значи, и тука си ваучерите кои што се дадоа, кои што се помогна на македонската IT индустрија. Дали не требаше новинарите да го поддржат тоа наместо да го начекаат на нож? Знаете, тоа ако е сепаратно нема ефект. А само економската политика е логична само ако е конзистентна. Не можете, знаете што денеска да садите зелка, до година на сите ниви ќе садиме тутун. Тоа не е конзистентна економска или аграрна политика. Вие не можете да стимулирате развој од 200 милиони капитални инвестиции во Скопје кои не создаваат дополнителна додатна вредност, кои не се само репродуцираат. Тоа се потрошувачки еднократни проекти. Замислете обратната позиција. Ако со 250 милиони евра, каква порака ќе спатевме кон светот? Ако направевме дел од осмицата или 10-ката коридор, кои се европски трансверзали, ние стремиме кон Европа, и уште при сето тоа, тие инвестиции со концесии се вратеа повторно во економијата. Значи, што имате? Имате една потрошувачка еднократна логика. Ајде одиме еден по еден проект. Ми треба вашето мислење, бидејќи вие сте искусен во оваа област. Дали беше добро што се дадо 25.000 ваучери на македонските студенти? Тоа е супер, но тоа е мала инвестиција. Дали е добро што се дадоа субвенции на земјоделците? Тоа е благодарејќи на Вилија Рамковски. Само знаете што. Значи уште подобро, така? Значи, тој проект на Вилија Рамковски го презеде Никола Груевски. Инаку ако не беше пресијата, погледнете го Вилија Рамковски пред 6 години на Бучковски му се заканува не со друго. Откупи го тутунот. Тој 6 години потоа, моите колеги, со иста условно кажам закана се. Откупите го тутунот. Јас во рацете ја држам отчетот на ВМРО ДПМНЕ и за прв пат во историјата не имаме партија која што дава отчет за сработеното. Тоа практика немавме до сега. Дали вие оправдувате таа практика? Знаете, прво заблуда број 1. Јас памтам многу дека е ова прв ваков документ на било која партија отчет. Се разбира, не е вака обемен, но постоја на времето Сојуз на реформски сили, либералите на Андов, кој по завршувањето и преименувањето, ребрендирањето, изгледува со исто така еден мал отчет што направиле и во кој правец одат. Така што, знаете што, овој отчет е добар за избирачкото тело на ВМРО ДПМНЕ. За општата јавност, за Груевски, многу е поважно какво е општото социјално и политичко расположение во Македонија. Тој не може да стреми само со отчет кон својот електорат. Тоа се движи меѓу 220 до 280 и до 350 во најдобрите времиња на. Ние сега треба да очекуваме враќање на ВМРО кон неговата најдобра бројка, нели? Со ваков отчет во кој јас гледам само позитивни аспекти на тоа што направиле. Тука е ајден да кажа за негативните. Не е само ајден, па вие погледате ги медиумите, другите медиуми кои се исто така на одреден начин со критичка конотација. Дали на некој начин е победа на Груевски фактот дека и СДСМ го прифати референдумот како опција за решавање на името? Тоа е пораз за Македонија. Мојот став, јас не навлегувам во тоа што зборува Шекерински или Груевски. Референдумот е пораз за Македонија. Интересен став. Е недоверба кон граѓанството и кон 96% од албанците кои сакаат во НАТО
и 78 или 84% од македонците кои сакаат кон НАТО. Не е неписмен народот и луѓето кои сакаат во НАТО